Така, добро утро, Робарт, до тебе во студиото од нас од Теран. Добро утро, драги гледачи кои сега се вклучувате на Канал 5 телевизија и секоја утро, па и овој понеделник се будите со Здраво Македонија. Токму така, до 10 часот имаме многу интересни теми, а сега сме во јавното предпријатие Водовод и канализација. Со мене ова утро господинот Горан Ковчегарски, раководител на секторот на водата и канализација, ќе позборуваме за тоа како да штедиме вода во летниот период. Најпрво, добро утро. Добро утро, поздрав до вас и до сите гледачи на Канал 5 телевизија. Така, она што прво ќе ве прашаме, колку просечно се троши вода во Македонија по лице? Ака потрошувачката на вода зависи од временскиот период кога се анализираат тие податоци. Поточно во зимскиот период, почнувајќи значи некаде од октомври до март, каде што и податоците се релевантни за правата анализа и вистинската потрошувачка, е некаде околу 500 литри по жител на дневна основа, или тоа во превод би значило дека дневната потрошувачка би била некаде околу 268.000 метри кубни. Во летниот период, почнувајќи некаде од април до септември, анализите покажуваат дека таа потрошувачка се зголемува процентуално некаде од 10 до 15%, што значи дека тогашната потрошувачка е некаде околу 560 до 570 литри на дневно ниво по жител, или околу 295.000 метри кубни на дневно ниво. Така, она што е важно е како да заштедиме вода. Какви совети ќе им дадете на гледачите? Па видете, заштедата на вода во овој момент е многу важна, затоа што знаете и самите дека посебно во летните периоди потребата е зголемена и ние како граѓани сите треба да имаме предвид тоа дека нашата вода првенствено е наменета за пиење. Доколку граѓаните имаат потреба од наводнување на поголеми зелени површини, тогаш препораката е и совет до нив, доколку имаат можност да изградат собствени бунари и на тој начин да обезбедат техничка вода во поголеми количини, се со цел да можат истата да ја користат за тие намени, а водата за пиење да остане во системот. Така, споменавте една статистика колку се троши вода, но ќе ве прашам особено летниот период колку трошиме вода во Скопје, просекот по жител колку? Па летниот период, значи, почнувајќи од мај, јуни, јули и август, потребите се значително поголеми. Конкретно можеме да кажеме дека во месец јуни во просек некаде на дневно ниво се троши околу 288.500 метри кубни, што значи веќе го осеќаме зголемувањето, односно потребата од поголема испорака на вода до нашите граѓани. Така, дали тоа значи дека месец јуни е месец во оваа 2022 година, месец кога досега најмногу се потрошило вода? Да, точно. Зголемена е тенденцијата во месец мај, меѓутоа во јуни веќе имаме поголема потрошувачка и очекуваме во наредните 2 месеци таа потрошувачка да се зголеми уште повеќе. Така, дали изворот Рашче ги задоволува потребите за пиење вода? Како што знаете, јавното предпријатие Водовод и канализација со своите две изворишта, односно Рашче 1 и Рашче 2, како и бунарските подрачја Нерези и Лепенец, ги задоволува потребите за граѓаните и тоа за сега мислам оди во прилог на она што сега го разговараме. Меѓутоа, издашноста на Рашче не зависи од годишните времења. Историските податоци покажуваат дека постојат циклуси каде што зависи хидролошката состојба, односно издашноста на извориштата Рашче, и согласно климатските промени, согласно хидролошките состојби, нажалост изминатите 2 години, па и ова 2020 година, можеме да кажеме дека не ни се баш многу наклонети и моменталната издашност на каптажите 1 и 2 во Рашче е околу 3600 литри во секунда, и со можност кога има потреба од дополнување во оние периоди од деновите каде што е значително зголемена потребата, се вклучуваат и бунарските подрачја Нерези и Лепенец, каде што може да го дополнат нашиот систем со некаде околу 700 литри во секунда. Како и да е, ние како јавно предпријатие не застануваме тука и покрај тоа што имаме доволна количина да ги снабдуваме граѓаните.
наоѓаме алтернативни решенија, повторно во тренд е значи извршувањето на мониторинг на алтернативните изворишта. Тоа се Патишка река, Кадина река, Мала река, Кадина река, Повливна Мала река. И тоа се анализи кои што се направени од овие води покажуваат низок минерален состав, што значи дека и тврдината на оваа вода е помала. Меѓутоа, како и да е, сите испитувања, сите анализи во поглед на физичко-хемиските, микробиолошките, радиолошките, испитувањата на пестициди покажуваат дека оваа вода ги задоволува сите стандарди и дека како алтернатива во перспектива би можело да се користи и таа. Исто така можам да напоменам дека изминатата година и ова постојат процеси на ревитализација на веќе постоечки бунари, тоа се бунарите во Бутел и во Инџиково, меѓутоа тие испитувања се уште траат и ќе видиме дали ќе бидат во кондиција, односно во можност да рачунаме на нив како алтернативни изворишта. Така, што вели вашето искуство, каде има најголема загуба на вода? Дали кога се полива градското зеленило при технички дефекти, миење на улиците? Загубите на вода е присутна во сите овие сегменти што ги спомнавте, значи некаде околу 25% се должи на техничките загуби. Останатиот процент останува до 60%, значи на комерцијални загуби. Полевањето, како што рековте, на јавните површини и на индивидуалните површини на граѓаните, секако оние граѓани кои што немаат на легален начин обезбедено приклучок, а самото тоа стимулира тие повеќе да трошат вода и е значи еден од проблемите кои што ни го зголемува губитокот на вода. Така, ваш совет до нашите гледачи како да заштедат, ете веќе споменавте некои од советите, но повторно ќе ве прашам, треба да ја штедиме водата, да не се народски кажано расфрламе. Што да направиме за да штедиме вода? Како што спомнавте, имаме големо богатство, односно природен ресурс кој што ретко каде во Балканот и во Европа па и пошироко го имаат. Штедењето на вода во овој момент е навистина многу значено. Едноставен одговорот на прашањето, секогаш кога ќе пуштиме славина да не оставаме таа беспотребно да тече. Затоа што, видете, ние сме некаде околу 600.000 и можеби повеќе граѓани кои што користиме вода од овој систем. Сите ние ако оставиме славина таа да тече без ефективно да користиме ние таа вода, значи може да придонесе така за малку поголемо зголемување. Другото што го спомнав е полевањето на јавните површини, на зелените површини. Ево уште еднаш да се повториме, доколку има можност да се направат бунари сопствени, да се обезбеди техничка вода, со тоа што ќе се остави повеќе вода за пиење во нашиот систем. Благодарам за одвоеното време, верувам дека ќе ги применат гледачите овие совети. Ви благодарам и вас, се надевам дека ќе ги применат. Уште еднаш, ако може само да искористам овој момент, да апелирам до сите оние наши граѓани кои што бесправно користат вода, и тоа претежно во руралните подрачја. Имаме значи случаи каде што нашите екипи откриваат и поголеми профили на цевки каде што тие наводнуваат одредени пластеници, ниви, градини. Еве, замолница до нив е да само се присетат дека постојат луѓе во нашиот град каде што е многу потешко да им обезбедиме вода за пиење. Доколку таа вода се чува во системот, односно тие граѓани кои што бесправно користат вода ги прекинат тие конекции, се надеваме дека количината на вода што ќе остане во нашиот систем ќе биде поголема и со тоа ќе ги задоволи потребите на сите граѓани. Така, ова нека биде уште една тема за која што би можеле да позборуваме во некоја наредно вклучување во живо, да се обработи оваа тема, па ќе ги фатиме и оние станици од каде што доаѓа водата. Благодарам. Ви благодарам и вас. Така, гледачи, слушнавте дека треба да штедиме вода, секако јас се согласувам со ставот на господинот Горан и често пати се случува ета наутро кога ги мијам забите, бидејќи 3 минути знаете дека треба да се мијат забите, ја завртувам славината, исклучувам водата за да заштедиме. Применувајте ги тие начини колку можете да заштедите вода, навистина ни е големо богатство.